se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen, duh vo mene, po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ljubov ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Možem se, Isuse, Hristose, bez mene ne možete da napravite ništo, so me ne možete da napravite se. Slava ti, Gospod Isuse Hriste, Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide voljata tvoja vo moj život, vo ovije slova, o makedonska zemlja, po našata zajednica. Levot naš nasušen, nego davaš denes preko ovije slova, što deneska gi ozlučuvame. Novi od zavet naši od Gospod Isus Hristos. Nov zavet napraven so krvta na jagneto. Su Isusovata krv. Slezen angel vo koji prebiva se višnji od Bog, gi zema našite greovi. Sada ni dade sila od sinovi čovečki, kako što je ovaj svet zad mene. Da je nad vladejeme sveta priroda na neljubov, demonska, satanska priroda, svetovna priroda, telesna priroda i da se vratime u Božjoto carstva na nebesata, kaj naši od Otec na duhovite, Tatko nebesen, kaj naši od Semogen Bog, koji je ljubov. Jovan 15. glava, omrazata na svetot. Знаете, светот е полн со омраза. Во Македонија е толку направена омразата. Претениците во собранието гласаат за промена на името. Урна повеќе закони. Спремни се да направат за пари. Се мразат едни со други, ја расплодуваат омразата сатанска. Ако останете во мене и зборовите мои останат во вас. 15. глава, 7. стих. Ако останете во мене, да останете во Исус. За некој што сега прв пат го слушава, тоа е чудно. Како да останеш во Исус? Ако останете во мене и зборовите мои останат во вас, тогаш што и да посакате, барајте и ќе ви биде. На луѓето не им се исполнуваат молитвите. Се молат и потом мислат дека нема Бог. Видете, има услов ако останете во моите зборови. Кои се тие зборови? Љуби го својот ближен како себе си. Вие не можете своите блиски да ги љубите, најблиските. А камоли некој што не мисли како вас. А Бог вели, моите мисли не се ваши мисли. Моите патишта не се ваши патишта.
18. стих 15 глава, ако светот ве мрази, знаете, македонците денеска, притиснати од разни масонски организации, ги изнасилуваат да го променат своето име кое го запишал самиот Бог. О, Божјо Слово, кое не се враќа празно. Вековите ќе преминат, пишано е, а моите зборови нема да преминат, вели Исус. Ако светот ве мрази, знајте дека мене светот уште пред вас ве намрази. Евреите избраа Варава, разбойникот. Тие имаа завет со Бог, знаете, но тоа е сатанска природа. Има еден стих кој вели, тие се надевате на Словото, го проучувате, Стариот завет за евреите, мислите ќе ви даде живот, а ја што ви давам живот не ме прифаќате, дојде кај своите и своите не го примија. Да бевте од овој свет, јас не сум од овој свет, да бевте од овој свет, светот ќе го љубеше своето, но бидејќи не сте од светот, вие што ќе го изберете Исус, туку јас ве избрав од светот. Не знам дали го имате тоа сознание дека ме прашуваат често од кога сум во Исус. Не можам да им одговорам, мислам дека сум од секогаш. Значи јас ве избрав од светот. Само што степенот на зрелоста не беше на овој. Секој ден расте повеќе и повеќе, колку повеќе чекорам во љубовта. Колку повеќе чекориш во љубовта, тоа значи да останеш во неговите слова и што и да посакате од Отецот ќе ви се даде. Јас ве избрав од светот, затоа светот ве мрази. На едно место во Јован се вели, не можете ништо да сторите ако не ви е дадено од небото, кој е на небото, нашиот татко. На друго место, никој не доаѓа при Отецот, никој не може да дојде при Синот ако не му биде дадено од Отецот. Дадено значи што? Духот Свети, за да престојува во вас, вие треба да чекорите во љубов. Јас ве избрав од светот, затоа светот ве мрази. Светот се мрази сами од себе си. Нему му е природно да мрази, да осудува, да краде, да лаже, да сака да го смени името на македонците. Природно му е да земе пари, да те продаде. Потоа ќе падне болен, си му кажал, например, дека употребува сатански символи, дека на телото носи сатански символи напишани на чужди јазици. Не те послушал. Потоа телото му се предава на сатаната, паѓаш болен. И Господ знае. Бог суди. Јас не знам. Бог знае. Во тело или без тело беше однесен на третото небо. Помнете ги зборовите што ви ги реков јас. Кој зборува овде? Не зборува апостолот Павле, не зборува Исус, зборува Таткото небесен. Јас не зборувам, туку ти зборувај низ мене, Татко мој. И денеска не зборувам јас, туку зборува Духот на нашиот Отец. Ниеден слуга не е поголем од својот Господар. Видете, вие кога разберете тоа, имате пастори, водачи на цркве, епископи, апостоли, титули, знаете, оджи, титули. Ниеден слуга не е поголем од својот Господар. Знаете, Исус дојде да служи. Исус беше син на Јосиф дрводелецот за светот да не го познае. Дојде кај своите и тие не го позна. Тие не ја познаа љубовта која ја носеше тој и силата на Духот. Ако мене ме гонеа, вели Исус, и вас ке ве гонат, ако моите зборови ги запазија, и вашите ќе ги запазат. Повторно се враќаме, ако останете во мене, што значи да се остане во него, и зборовите мои останат во вас, тога што и да посакате, барајте и ќе ви се даде. Знаете, луѓето мислат го знам Исус, останувам во Исус, ќе сретнат некого, ќе го бев гладен и не ме напоивте. Духот, кој е над вас, може да дојде близко до вас да ви помогне и потоа си заминува, ви останувате во телесноста. Ако мене ме гонеа и вас ке ве гонат, ако моите зборови ги запазија и вашите ќе ги запазат. Вие не сте, вие вика не го познавате мојот Отец, не ги слушате зборовите мои, вашиот татко е ѓаволот. Татко на небесата и земен татко, кнезот на овој свет е ѓаволот. Два типа на припадност има. Ако останете во мене, да останете во љубовта.
да го завртите другиот образ. Но сето ова ќе ви го прават заради моето име. Исусе, Сине Давидов, смилувај ми се. Кога ќе им кажам на луѓето дека Македонија Исус Христова земја, знаете, првниот запишал, потоа сите народи му се дадени на владение на Исус, потоа тој, Бог ги дава имињата на народите, потоа тој го избрал македонецот. Но сето ова ќе ви го прават заради моето име. Зашто не го знаат? Не го знаат оној кој ме испрати. Не го познаваат Бог. Тие мислат дека познаваат Бог. Тие му служат на кнезот на овој свет. Кој го има Синот, Исус го има Отецот. Кој го нема Отецот, Синот го нема Отецот. Знаете, луѓето мислат дека му служат на Бог. А тие служат на кнезот на овој свет. Но се ова ќе ви го прават заради моето име, име кое е над секое име, Исус Христос, Спасителот. Зашто не го знаат оној кој ме испрати. Не го познаа Бога ако останете во моите слова. Како ќе останеш во неговите слова? Јадат од дрвото на познанието на доброто и злото. Знаат што е добро и зло. Адам стана како еден од нас, вели Бог, мојот татко. Надвор Адаме, повели и љуби. Биди Бог. И би Адам, не бидна Бог. Умира, грешен, умираат, се мачат, се пизмат. Каин го уби Авила, неговите деца. Што направи, бре, синко, што направи, сине, каде, брат ти Авел? И лаже, од кај знам јас кај брат ми. Крвта на твојот брат вика. Кој ќе го убие Каина 7 пати, по 7 пати да се казни? Знаете, се убиваат меѓу себе телесно, физички, духовно, душевно. Се мразат. Како што го убиваат македонскиот народ, сакаат да му го сменат името. За крвавите пари на сатаната, за по 1 евро за цицето. Да не бев дошол и да не им бев зборувал, греф немаше да имаат. Понекогаш ќе ме донесе Господ да кажам нешто, пред да го изгласаат тоа што е незаконски, ги прекршија сите земни закони. Излезе некој текст низ мене во името на Исус, за да знаат, значи да не бев дошол, да не им бев зборувал, сите го гледаат тоа. Греф немаше да имаат, но сега немаат изговор за својот греф. Јас им објаснувам дека Македонија на Исус, дека не може да ја продаваат и најмуваат. Кој ме мрази мене, го мрази мојот Отец. Тоа го зборува Исус, но го зборувам и јас. Кој ме мрази мене, го мрази мојот Отец. Јас им кажувам при секоја кавга, јас му припаѓам на Исус. Јас му припаѓам на Исус и ти благословувам и ти простувам. Уште еднаш, кој ме мрази мене, значи јас кој му велам, Исус зборува, но ние зборуваме зошто замина Исус. Ќе видиме. Духот да дојде, ние да бидеме како Исус, да чекориме по Него. Кој ме мрази мене, го мрази мојот Отец. Ако не бев направил меѓу нив дела, какви што никој друг не направил, греф немаше да имаат. Сега Исус зборува меѓу Божјото и земното, а сега и видоа и ме замразија мене и мојот Отец. Значи тие видоа, апостолите се разбегаа. Ќе го удрам пастирот и стадото ќе се разбега, овците се разбегаа. Потоа Исус им се појавува воскреснат. Затоа оној стих, блажени сте вие, кога ќе ве гонат и прогонат. Лажно заради ми. Блажени се оние што не видоа, а поверуваа. Тие видоа, тоа ме брцна рака дека Исус воскресна. Но нека се изврши словото напишано во нивниот закон. Во нивниот закон. Нека биде волјата Твоја, Божјиот е закон. Еден е судијата, еден е искупителот, еден е учителот, и тоа е Исус Христос, во кого пребива семокниот Отец, Татко наш на небесата. Не судете пред време никого, оти ќе дојде Таткото и ќе суди, не на лице на срцето, не знаете што има на срцето, само Духот знае што има внатре во човекот. Не судете за да не бидете судени. Сето оно што го правите на луѓето, го правите себе си, го правите себе си.
Но нека се изврши словото напишано во нивниот закон, дека ме забразија без вина. Телесен закон и духовен закон е око за око, зап за зап, со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Со каква мерка го мериш непријателот? Со мерката на нељубов, со таква мерка ќе ти се мери. Ако ќе дојде утешителот, кого што ќе го испратам јас од Отецот, пазете Исус, Духот на вистината. Вистината нема во свет, не е во светот. Татко на лагата е сатаната. И видите колку лага има во сето ова што ни се случува. И во македонскава земја, во светот, Европска унија, НАТО, сатански масонски организации, темноини, нападнати од Сатанас, децата на ѓаволот. Секој оној кој што не врши правда, не е од Бога. Која правда? Божјата правда. А и оној кој не го љуби братот свој, оној кој не го љуби братот свој. А кога ќе дојде утешителот, кого што ќе го испратам јас од Отецот, Духот на вистината, кој излегува од Отецот, тој ќе сведочи за мене. Слава ти, Господе Исусе Христе, Исусе го повикувам Твоето име, биди со нас. До крај не возлюби, до смрт на крст. Нема да ве оставам сираци. Доаѓам скоро, а и вие ќе сведочите, бидејќи од почетокот сте со мене. Ете, јас го праќам својот ангел за Свети Јован Крстител. Значи има пратен ангел, пратени ангели, има паднати ангели со сатаната демони. Ова ви го кажав за да не се соблазните. Ке ве истеруваат од синагогите, од црквите, од џамиите, но ќе настапи време кога секој што ќе ве убие, знаете, ќе мисли дека на Бога му принесува служба. Луѓето кои се допрени од Бог ќе излезат од секоја религиска заедница, бидејќи големите религиски заедници имаат световни правила, како што вика тој. Во нивниот закон ме намразија без вина. Во нивниот закон. Секој што ќе ве убие ќе мисли дека на Бога му принесува служба. Пазете, тоа ќе го прават зашто не го познаа Отецот. Не го знаат Бог. Тие мислат дека го знаат. Туку знаат тие се синови човечки. Ниту мене. Но ви го кажав тоа, кога ќе дојде времето да се сетите дека јас сум ви рекол, а од почетокот не ви го зборував ова, зашто бев со вас. Значи Исус е со нив, го слушаат како тој постапува, учат. Тој заминува, тие се разбегуваат, им се појавува воскреснат, за да поверуваат. Духот слегува на нив, како што беше Духот на Отецот над него. Го видов Духот како слегува над него. Тој е кој ќе крштева со Дух Свети и со оган. Значи крштевање со оган имаме. Тоа значи да се крстиш во љубовта. Се што не е љубов ќе изгори. Телото може да биде оштетен, твоите дела, но самиот ќе се спаси духот негов. А кога ќе дојде тој, Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина. А кога ќе дојде тој, Духот на вистината, те сакам, Господе Исусе Христе, ќе ве упати во сета вистина. Но од себе нема да зборува, туку ќе говори што чуе и ќе ве се извести за она што доаѓа. Ова е едно, Духот на вистината е друго. Исто е, само не е запишано тука. Зашто не можете да понесете? Зашто не можете да понесете, би ви говорел уште, но не можете да понесете. Телесниот човек не го разбира духовното. Се уште сте како мали деца што се расправаат по пазариштата. Што меѓу вас има завис, кавга и неслога. Се уште сте телесни, телесниот човек не го разбира духовното. Тој мене ќе ме прослави. Те сакаме, Господе Исусе Христе, слава ти, зашто од моето ќе земе и ќе ви јави. Пазете, ќе ви јави, ќе ви објави, ќе ви се јави по телефон, во духот, во срцето. Ќе јави.
И ти знаеш дека кога ќе ја кренам раката ме држи самотниот Бог во името на Исус. Не плаши се, мало стадо. Слава ти, Господи Исусе Христе. И знам дека сум Армагедон во битката за души, на страната на светлината, на страната на Исус, на страната на мојот татко. Се што има Отецот, мое е. Затоа ви реков дека од моето ќе земе и ќе ви јави. И ќе ви јави, ќе ви се објави, јави уште малку и нема да ме гледате, 16-тиот стих, 16 глава. И помалку пак ќе ме видите, помалку, зашто си одам кај Отецот. Тоа малку е вашиот живот на земјата. Како ќе го потрошите, зашто ќе го потребите за себелюбие или ќе си чувате својата душа, душо моја да ми е убаво. Кој ќе ја загуби душата своја, не значи да се умреш. Душата да ја дадеш за браќата, добриот пастир оди за една овца додека не ја најде. Додека не ја најде. Тоа е поентата. Милоста негова е вечна. Тогаш некој од учениците негови си рекоа меѓу себе: што е тоа што ни вели уште малку и нема да ме видите и помалку пак ќе ме видите и јас си одам кај Отецот. Видите? Учениците негови беа со Исус и не го разбираа што зборува. Ова е од Исус. Поминало низ преписи, преводи. Мислите дека ова го разбираат? Па тогаш ќе се љубеа, тогаш љубовта ќе победеше, тогаш светот ќе беше спасен. Значи, тие не го разбираат и си зборуваа што е тоа што вели уште малку. Не го разбираа неговите ученици, зашто тие се телесни, тој е духовен. Светото писмо треба да се разбере во дух. Словото што ви го давам за ова слово е дух, ова не е тело, дух. Вас ви треба ангелски јазик, толковач. Дух и живот. Ова е живот. Има ли живот во вас? Давате ли живот на другите? Живо ли е словото ваше? Има ли отчитување на духот? Исус разбра дека сакаат да го прашаат и им рече: затоа ли се прашувате меѓу себе што реков? Уште малку и нема да ме гледате и помалку пак ќе ме видите. Вистина ви велам дека ќе заплачете и ќе заридате, а светот ќе се радува. Го распнаа семокниот Бог и се радуваат. Замислете. Ќе убијат таму, бомбардираат луѓе, се радуваат на победа. Да го сменат името, да го продадат македонскиот народ, се радуваат, земаат пари. Значи, вие ќе бидете нажалени, но жалоста ваша ќе се претвори во радост. А светот ќе се радува. Вистина ви велам, вие ќе заплачете и заридате, а светот ќе се радува на злото. Жена кога раѓа има болки, зашто и дошло времето неизино. Но штом ќе го роди детето, од радост не ги помни веќе болките, зашто се родил човек. Се родил човек на светот. И тој човек, од мало бебе, треба да порасне во свесна состојба, да го избере Исус, да научи да љуби, да се врати во Божиото царство на небесата. Или да се живее во себе љубие, во омраза, во осуда. И пак назад низ огнено езеро, низ огнено крштение. Според делата на љубовта. И би човек, и остана човек, и искушение натискаат, и безбожно време сничкосува севезден родот, духот на Отецот да го сништат. Од една страна светиот дух и вербата во Бога, од друга незнабожците исполнети со мраза. И вие, роде мој древен, избрани души просветлени, крстени со вода, со оган, со свети дух, крстени со Исусовата љубов. Тоа е дел од представата Будење на ангелите. Игра на 2009 година, слезена под дух. Текстовите кои ги пишувам како драмски автор се од Бога. Ајде.
тогаш и не бев толку утврден во Исус, но текстовите слегуваа. Значи тој од почетокот не одбра ако останете во неговите слова. Па така и вие сега сте нажалени овде, армакедонци мои, но јас пак ќе ве видам и ќе се зарадува срцето ваше. Македонец подразбирам човек што го повикува Исус. Дојди во Македонија и помогни ни. Израелец подразбирам народ што има завет со Бог. Тоа се метафори, но се и реални состојби. Јас пак ќе ве видам и ќе се зарадува срцето ваше. Слава ти, Господе Исусе Христе, те сакаме, Исусе, и радоста ваша никој нема да ви ја одземе. И радоста ваша никој нема да ви ја одземе. И во тој ден нема да ме прашувате за ништо. Вистина ви велам, вистина што и да посакате од Отецот во мое име, ќе ви се даде. Досега ништо не сте барале во мое име. Барајте и ќе добиете. Во името на Иисус бараме Македонија да остане таква како што си ја запишал ти, Македонија и македонци. Татко мој, ти благодарам, ти ме послуша. Отче мој, оган од небесата да изгори се што не е од Бог во мене околу мене, во македонскава земја и насекаде. Амин. Ти благодарам, ти ме послуша, татко мој. Досега ништо не сте барале во мое име. Барајте и ќе добиете, за да биде радоста ваша полна. Но претходно вели тој, ако останете во мене, ако останете во мене, изборовите мои останат во вас, што и да посакате, барајте и ќе даде. Останува сега да научиме како се останува во него. Па нека биде волјата твоја, царството твое. Еве како се останува во него. Филипјаните, малку сум настинат, исцелување на моето грло во името на Исус, мојот доктор, матичен доктор, доктор Исус Христос. Филипјаните 4:9. И она што го научивте, пазете, научивте, примивте, чувте и видовте во мене, тоа правете го. Значи, ова го зборува апостол Павле, суштински го зборува Отец, Духот на неговиот Отец, на мојот Отец. Значи, она што го научивте, чувте, примивте и видовте во мене, во Исус, или по Павле, преку Исус, тоа правете го. Тоа правете го. И Бог на мирот, нашиот Отец, ќе биде со вас. Ќе биде во вас. Така се останува во Исус и така што и да побарате во Негово име ќе добиете. Значи, ако она што го научивте, примивте, чувте и видовте во мене, во Исус, тоа правете го. Зато Исус заминува. Што го видовте, чувте, научивте и примивте. Дали го научивте, дали го видовте, дали го чувте? Дали го примивте Исус за свој Господ и Спасител? Зошто тогаш молитвите не ви се исполнуваат? Татко мој, исцелување во дух, душа и тело. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Армакедонци мои, колку си не возлюбил Господе Исусе Христе. Останете во мојата, не во Исусовата љубов. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се моје е Твое, ти ме создаде од праземна и дух животен тухна во мене по образот Твој.
živa duša nalik na tebe. Se ti predam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje tvoje, ljubav ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se